Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителствување на тема зошто велиме дека свесното родителство е револуционерно. Кога зборуваме за свесното родителство, родителите најчесто мислат дека тоа представува уште еден начин на родителствување во насока на тоа да се биде најдобар родител, кој што може најдобро да воспита дете, кој што ќе биде најемпатично, најсамозајакнато, најотпорно дете, но во суштина станува збор за тоа дека свесното родителство прво подразбира работа на себе, работа на самиот родител, нешто кое што е срцето и главната мисија на свесното родителствување, нешто кое што не се рефлектира во останатите начини на родителствување и воспитување, и токму тоа е нештото кое што го прави и го подига самото свесно родителство на едно повисоко ниво над останатите родителства. Затоа што свесното родителствување пред се успева на површина да ги изваде сите оние длабоко вкоренети наследености во смисла на болки, на рани, на товари, тешкоти од претходните генерации, и кои што представуваат тегоби на самата душа на родителот, и кои што всушност како неследености родителите ги примиле во својата перспектива, во својот поглед кон животот, во својот поглед кон како треба да изгледа светот, каков свет треба да гради, како треба да родителствува, да ги родителствува своите деца и така натаму. И доколку родителот не успее сам, освен да има можност да го освести тоа влијание од неговите минати наследености од страна на неговите родители, од страна на неговите баби, дедовци и така натаму, да свати колкава е нивната моќ во секојдневниот негов живот и посебно во врската со своите деца, неминовно дека родителот сите тие наследености само ќе ги пренесува во односот со своите деца. Со должна почит кон останатите родителства, како што е позитивното родителство, нежното родителство, родителство со почит и така натаму, сите тие родителства навистина имаат голем удел во начинот на кој што се успева да се подигне современиот начин на родителствување. Меѓутоа, направени се оголем број на анализи кои што укажале дека некаде, особено во 90-тите години, таа декада до 2000-та година, е направен некој пропуск кој што всушност го враќа наназад една цела генерација на деца, наместо да се создадат самозајакнати деца, се како резултат на одреден начин на родителствување се создаваат се повеќе и повеќе деца кои што се анксиозни, кои што се прибегнуваат кон се повеќе, многу лесно влегуваат во депресија, многу лесно сакаат да избегнат од реалноста, не сакаат да се справуваат со вистинските предизвици од животот, и со тоа стануваат возрастни личности кои што имаат изгубено чувството за самодоверба и самозајакнатост. Анализите покажале дека најголем ефект било предизвикано од воведувањето на така нареченото родителство кое што се нарекува каде што родителства од еден пристап кој што се вика родител хеликоптер, особено во 90-тите, во таа декада до 2000-та година тој бил воспоставен, и каде што се бара екстремно нагледување цело време на детето, и при тоа не му се дозволува на детето да искуси болки и страдања во неговите детски искуства. По секој можен начин да се избегнува детето да не ги искусува болките и страдањата во своето детско искуство од својот живот, од таа етапа на својот живот. Меѓутоа, самите испитувања подоцна укажале дека овој тип на родителство ги произвел овие ефекти, заради што
како основен пристап се тргнувало од во ова родителство се тргнувало од место на страв, кој што зборува и вели дека болката и страдањето се лоши и дека моето дете по секоја цена не смее да ги доживее. Значи јас како родител мора да се инвестирам во тоа нешто, по секоја цена да не дозволам моето дете да доживее болка и страдање, иако ги имам најдобрите намери за своето дете. И се увидело дека овој пристап всушност представувал траума пристап. И зошто? Затоа што на сите тие деца кои што биле родителствувани исклучиво од него, се установило дека во текот на својот живот подоцна, кога станувале млади личности, тие воопшто не биле во состојба да можат да се справат со тешкотите кои што му ги носел понатаму животот, и токму поради тоа многу лесно влегувале во различни ситуации на страф, на анксиозност, многу лесно влегувале во депресивни состојби, нервози и така натаму. И токму поради тоа свесното родителство особено нагласува дека родителите не смеат да ги тргаат настрана болките и страдањата, сите тешкоти, животните искуства од децата, туку едноставно треба децата да се учат да живеат со тие детски искуства, низ кои што често пати се случува да има и болки и страдања, затоа што децата се учат на тој начин да растат со нив, со цел да можат да ги надминат, да можат да ги надрастат, да можат да пораснат со нив и да станат позајакнати личности. Понатаму се правеле и други испитувања во смисла на тоа кој е начинот на кој што детето кое што е научено да се поврзе со родителот, всушност кој е факторот кој што му дава на родителот да се поврзе со своето дете од едно чувство на сигурност. Што значи тоа? Кога се правеле анализи, се увидело дека начинот на кој што детето ќе се поврзе со својот родител ќе биде всушност и истиот начин на кој што тој исто дете кога ќе стане родител ќе се поврзе со своето сопствено дете. Што значи тоа? Тоа значи дека таа шема неминовно ќе се пренесува од генерација на генерација. Значи, ако ние се чувствуваме сигурни во врската со нашите родители, неминовно дека и нашите деца ќе се чувствуваат во врската со нас сигурно. Или ако ние сме биле напуштени од своите родители како мали, значи нашите деца со сигурност дека ќе доживеат одредено чувство на неповрзаност со нас во најголем број на случаеви. И тоа е циклус кој што се повторува од генерација на генерација. И кога се правеле тие анализи, кога се увидело таквото нешто, дека се случува и дека се неминовно се повторува, се поставувало прашањето што е она која што може да го прекини тој процес? Кој е тоа нешто која што може едноставно да го скрши тој процес? За да може да се создаде едно чувство на сигурност кај децата. Значи, кој е тој фактор кој што ќе создаде едно чувство на сигурност, едно чувство на безбедност, едно чувство на приврзаност, едно чувство на припаѓање на децата кон своите родители? И значи почнале да се прават анализи во смисла на тоа. И кој е тој фактор кој што промовира таа сигурност кај децата, така да се почнале да се експериментира со голем број на фактори. Значи прво со породувањето во домашни услови увиделе дека не е тој фактор. Потоа со доењето, дали доењето дава, значи исклучиво тој најглавен фактор кој што ќе создаде едно чувство на сигурност кај детето и тоа нешто, значи да биде главна
да има главно влијание во неговото растење, се утврдило дека не било тоа. Дали било делењето на кревет на мајката со детето постојано, не бил ни тој факторот. Дали постојано држењето во раце на детето во раце, или пак да не се дозволува детето да плаче, да не се остава детето постојано само, да му се обрнува постојано внимание. Сите тие фактори во експериментите кои што биле извршени голем број на семејства сватило дека не е тој фактор. Понатаму се одело кон подлабоки анализи, се увидело дали, детето се оставале родителите 3 години да бидат заедно цело време со своите деца и се увиделе такви експерименти, меѓутоа тие не ги дале, бараните резултати, не можеле никако да го извадат, тој фактор кој што всушност ќе биде X факторот кој што ќе го прекине овој циклус на на неповрзаност и кој што ќе биде главен нескршлив фактор и основен фактор за создавање на сигурност и безбедност кај децата. И после голем број на анализи се утврдило дека тој фактор, единствениот фактор, бројен фактор, е способноста на родителот да може да го осознае своето собствено минато, да го освести, да го разбере, како тоа им се представува на родителите, како им се појавува на родителите во моментите кога тие се со своето дете. Број еден фактор, уште еднаш, кој што го создава чувството за сигурност, кој што го создава чувството за безбедност кај детето, е пред се способноста на родителот да може да се поврзе со своето минато, за да може да го осознае, за да може да го освести и за на крај да може да разбере колкаво е неговото влијание врз сегашниот момент со кога детето родителствува и кога е со своето дете. Родителот да всушност стане свесен за тоа како минатите искуства негови од родителите, од бабите, од дедовците се провлекуваат во сегашниот момент во врската со своето дете и да стане свесен за тоа што е она што треба да го земе како позитивно во односот со своите деца, а што е она кое што треба да го отфрли и да види дека всушност му штети, затоа што му штети во врската во кога родителот родителства во моментите со своето дете. Не станува збор за тоа да се биде перфектен родител, да се биде идеален родител во смисла на тоа секогаш да го имаме најдобриот одговор кој што треба да му го дадеме на детето. И тупак станува збор за тоа дека треба да се оде по одредена книга на родителствување, која што ни кажува, детето мое сега вака и вака се однесува, па сега јас треба такви и такви чекори да превземам и на тој начин ќе можам да го сменам однесувањето на моето дете за многу кратко време. Ништо не е од тоа. Најбитна е свесноста на родителот и затоа велиме дека свесното родителство е револуционерно родителство, затоа што на родителите всушност не му се даваат чекор по чекор, кој што ќе ги води кон перфектни, кон идеални родители. Не е смислата во сето тоа, туку свесното родителство му дава вештини на родителот, во смисла да може да се разбере подобро самиот родител, да почне да работи на себе, да почне да ја поседува свесноста како вештина, за да се спознае себе си и да се спознае што е она, како се однесува во самиот момент кога родителствува во сегашниот момент со своето дете. Зошто е тоа битно? Затоа што кога родителот почнува да се освестува за начинот на кој што тој родителствува, каков е тој во моментот, како се однесува во моментите со своето дете, кога го родителствува, почнува да се јавува едно поголемо разбирање за своето дете.
почнува да се јавува едно поголемо прифаќање на родителот за своето дете, почнува да се да може родителот многу повеќе да си го види и појасно да си го види своето дете какво е во моментот кога значи родителства со своето дете. Например, ако родителот е екстровертен и се разбира дека кои се карактеристиките на екстровертниот родител, родител кој што постојано сака да разговара, постојано сака да комуницира, постојано во движење, отворена личност е, сака со другите да се шегува и така натаму. И вообичаено е екстровертните личности да си привлекуваат екстровертни личности, да сакаат екстровертни личности, меѓутоа кога ќе се најде во близина на личност која што е интровертна, значи обично екстровертните личности не им се умелени интровертните личности, не мора секогаш да значи, меѓутоа е вообичаено е така, зашто? Затоа што сега што си велат дека сега јас морам дополнително да се вложам кај оваа личност, затоа што таа личност е срамежлива и така повеќе треба да се потрудам околу неа и така натаму. И што се случува ако екстровертниот родител сега, значи има дете кое што е интровертно, веднаш се јавува одредена помисла кај него. Најчеста помисла е што тој смета дека неговото дете, бидејќи е срамежливо, тоа е лоша карактеристика кај него и тој што си вели во тој момент, сега јас мора тебе да те сменам. Значи треба срамежливоста не е добра карактеристика. Нема да те биде тебе во животот, ти нема да успееш. Не е таа добра карактеристика за тебе, лоша работа е. Значи јас мора нешто да направам за да те поправам, да те поправам како личност. И значи тоа е вообичаено менталниот склоп на екстровертниот родител, затоа што смета дека срамежливоста, мирнотијата ќе го кочи детето во неговиот живот. Меѓутоа, што ако родителот не си рече едноставно поинаку не размисли и не го свати интровертното дете како еден поинаков, различен тип на темперамент? Затоа што кога може така родителот ќе почне да размислува на тој начин, тој многу полесно ќе може да си го прифати своето дете. Да прифати дека неговото дете всушност е поразлично од него. И може да дојде до едно подлабоко чувство за не само за прифаќање, туку за почитување на своето дете. И почитувајќи си го своето дете, тој всушност ќе многу полесно ќе може да си го види своето дете како се представува пред светот, како се представува и пред него во тој момент, без да го суди своето дете. Значи, многу со поотворени очи и многу појасна и со побистра слика и почиста слика ќе може да си го види своето дете какво е навистина и да почне да си го цени за онакво какво што е. Дури и да разбере во одреден момент дека може и нешто да научи од тоа интровертно дете. Значи, зошто е тоа така? Затоа што реално гледано интровертните деца се навистина посебни деца. Тие се деца кои што учат повеќе да се наблюдуваат нештата, да се забележуваат нештата и особено се многу битни и значајни за родителите. Интровертните деца по случај не доаѓаат во животот на родителите. Сето е со намера. Зошто? Затоа што денес ние како што најчесто сме забрзани, брзаме да ги носиме на училиште, брзаме да го носиме на надпревари, брзаме да ги носиме во градинка, брзаме да одиме на работа, брзаме за ваму, брзаме за таму. Значи, на разни места нашиот живот е најчесто исполнет во брзање. Интровертното дете е тоа кое што ќе ти речи: мамо, погледни го цвеќето, погледни ги облаците, види го мирисот, почувствувај го мирисот, леј колку мириса убаво ова цвеќе. Значи, ќе не врати во сегашниот момент, ќе ни кажи, што сака да ни кажи? Малку поуживај малку со мене во овој момент, затоа што овој момент нема повеќе да го доживееш.
моето детство е ограничено со време. Испочитувај го овој момент кој што го имаш со мене. Немој толку да брзаш. Значи, интровертното дете во тој момент треба да разбереш дека е вистинско богатство за тебе. И токму затоа велиме дека свесното родителство особено ова го нагласува. И затоа велиме дека е револуционерно. Затоа што за прв пат тоа забележува и кажува дека родителите можат нешто да научат од своите деца. Дека децата за родителите знаат да бидат и многу добри учители. Дека родителствувањето не значи од место само од авторитет. Дека не значи само да му наредиш на детето ова направи го, она направи го. Следи ги моите директиви. Ќе го правиш ова јас само што ти кажам и никако поинаку. И тоа е најчесто она што ние го слушаме, што сме го слушале од нашите генерации. Дека родителите најмногу знаат. Да, најчесто знаат, најмногу знаат во однос на своите деца, затоа што сето се базира врз искуствата врз кои што ги поминале родителите. Меѓутоа, од друга страна, не значи дека има голем број на случаеви кога детето знае најдобро она што е најдобро за него. И токму поради тоа, бидејќи тоа е нешто шокантно за родителот, нешто кое што е надвор од неговиот видик, нешто кое што не може да си го замисли дека може тоа нешто да се случи, затоа што родителот секогаш делува од состојба на авторитет и супериорност. Тоа е нешто кое што не може да се го замисли. Многу е тешко родителот да ги разбери тие работи. Например, како може тоа најдобро да се каже? Во смисла на тоа дека родителот треба да најде начин да си го испочитува своето дете. Да има една заемна врска помеѓу родителот и детето. Тоа е она која што свесното родителство го нагласува. Например, имаме ручек или вечера. И сега, особено, значи ако станува збор за поубав ручек, се одлучува некој поубав ручек да се направи, например, нека биде ветава, која што е со 3 различни видови на меса, со печурки, со кашкавал, со одреден вид на зеленчук, павлака и така натаму. И сметаме дека тоа е јадење кое што секој член од нашето семејство ќе го сака. Меѓутоа, и вообичаено е така, меѓутоа ете се случува на трпеза тој ден нашето дете да ни рече не сакам јас да јадам. Но најчесто ние, родителите, најчесто мајките, сме многу упорни. И упорни сме и му велиме на нашето дете, ама касни барем еден залак, земи јади. Меѓутоа нашето дете ни вели, не сакам да јадам, не се чувствувам добро, не сакам да јадам. Меѓутоа, поради тоа што ние, наместо како родители да го слушаме нашето дете, уште повеќе го убедуваме, и му велиме, ма слушај сега, јас што ти велам, јас знам најдобро за тебе, касни кога ти велам, ќе видиш дека ќе почнеш да јадиш, и нашето дете под притисок почнува да јади. И што се случува? Тука како родители ја правиме најголемата грешка. Почнува нашето дете да повраќа на трпеза. Зошто? Затоа што во тој момент ние едноставно не го слушаме нашето дете. Дека не му е добро, дека неговото тело му вели дека нешто не е во ред со тој момент. Значи, неговото тело му дава сигнал дека нешто не е во ред со него, ама ние тоа си го земаме лично за нас. Зошто? Затоа што сметаме дека сме ја направиле тавата, таа е најубавото. Најубавото јадење, како може сега моето дете да ја одбие таа храна? Па јас сум родител, влегувам во својата супериорност како родител, влегувам во својот собствен родителски комплекс. Јас знам што е најдобро за тебе. Ти ќе ме слушаш.
ама детето ќе ни даде многу добра лекција. А што е тоа? Да разбереме дека нема никогаш потреба да сосила нештата да ги правиме. Значи, да испочитуваме граници одредени кои што ги поставуваат и нашите деца. Значи, да почнеме да разбереме, да ги почитуваме и да ги слушаме нашите деца некогаш кога ќе ни кажат дека не сакаат одредени работи. Значи, нивното не, да разбереме дека не треба да си го земеме како здраво за готово и да мислиме дека тоа е најлошото нешто во светот. Туку едноставно да најдеме разбирање, но заедничко разбирање со нашето дете. И тоа е токму на свесното родителство кое што ни го кажува. Дека треба многу повеќе да се слушаме себе си, а кога ќе се слушаме себе си? Кога ќе почнеме да работиме на себе си. И да си го слушаме своето дете. А кога ќе го слушаме своето дете? Кога ќе почнеме да работиме на себе. И тоа ќе сваќаме дека треба да имаме една заемна врска со своите деца. Да имаме врска која што ќе се базира на заемна почит со нашите деца, која што ќе се базира на чувство на заемност, која што ќе се базира на чувство на реципроцитет по однос на движењето, на поставувањето на границите. Напред-назад, некогаш повеќе наша страна, некогаш повеќе треба да почитуваме нашето дете, што значи дека токму поради тоа свесното родителство смета дека тоа е родителство кое што подразбира уметност, кое што подразбира да се има голема умесност во насока да се види вистинската слика во односот родител-дете во сегашниот момент. Драги родители, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.